Здраво овни, добродојдовте. Ова се вашите таро толкувања за месец февруари. Генерални ќе бидат ова толкувања. Се што ќе кажеме овде ќе се однесува на голем број од вас, на многу овни, и токму поради тоа не може се што ќе чуете, ама буквално се да биде за вас. Значи некои нешта може би едноставно нема да ги доживеете, периодов ќе бидат одложени, некои нешта не се за вас и тоа е тоа, отфрлете, не обрнувате внимание, а некои нешта пак сега само нема да ви имаат смисла, меѓутоа ако се вратиме назад и повторно ако го чуете видеова, после февруари ќе видите дека нештата навистина се случиле. Тоа така функционира во таротот и тоа е тоа. И сега, пред да започнеме, јас би сакала да ве потсетам, нели, доколку ви се допаѓа, лайкувајте, коментирајте, споделувајте, да стигнат паракиве таму каде што треба, полесно и побрзо, и претплатете се на каналов, тоа навистина многу ни значи. А сега да преминеме на она за која сме овде, нели, што ќе се случува во февруари во животот на овните. Вие овните, некои од вас, се обидувате да направите нешто. И буквално може да станува збор за се, тоа го знаете, повторно ќе кажам, значи за кој поле се однесуваат пораките, тоа само вие знаете. Ова што се обидувате да го направите, воопшто не е лесно, воопшто. Дури ве гледам како собирате сила, како ги собирате сите можности, се што можете, како можете, колку можете, само да го изведете ова, да го направите, да го завршите, да го успеете. Може би сте сами во ова, затоа толку тешко ви оди. И во февруари гледам дека ве имате многу грижи околу оваа работа, многу грижи, неспроспани ноќи, стравови, се будите во ноќта, исплашени дали ова ќе се заврши, дали ќе успеете, затоа што ова се нови грижи, може би за некои од вас. Вие кога го започнавте ова, кога го почнувавте ова започна многу убаво, многу лесно, дури забавно започна. Започна за некои од вас и со некого, не бевте сами, меѓутоа сега сте сами. И сега воопшто не е забавно. Толку многу сила ви е потребна и толку многу сила вложувате во ова се дури над човечки напори. Меѓутоа и сега кажав, февруари буквално ве обзема неверојатен страв дали ова нешто ќе успеете да го завршите. Може би некој кој бил досега во ова, сега не прави ништо, или пак сега се што прави, си прави за лично свое задоволство, а не сака да вложи. Не само што вие мора да го правите ова, кое го правите и кое е многу тешко, не е лесно, туку морате сега да внимавате и на овој другиот. Кое вие знаете, или дали е еден човек или повеќе луѓе, или е ситуација, вие знаете, меѓутоа не само што мора сега да се занимавате со овој проблемов ваш, кој мора да биде завршен, туку сега ви се отвараат и обврски, да водите сметка, да се грижите и за добросостојбата на овој другиот, кој воопшто не сака да помогне. Се што прави, си прави за лично задоволство и ова се само работи од задоволство. Нештата што ги прави се само за задоволство. Гриживе се тука, ве гледам февруари, кажав, ќе се будите, ќе се плашите, анксиозност многу, стравови, но она што сакам да ви го кажам, она што сакаат картите да ви го пренесат е дека бидете силни, бидете истрени, ова е на самиот крај. Вие сте на самиот крај, буквално. Ова било нешто во етапи, не во серии, туку во етапи.
кому ова нешто му значи, не знам, меѓутоа етапи, некакви времења требало да поминат. Морало да се оди поред, не можело да се прескокнуваат нештава. И вие сега може не знаете, не ни пречувствувате, меѓутоа вие сте во последната фаза и треба само да бидете сега силни и да издржите, значи да издржите буквално, балансирајте, правете што знаете, колку знаете, се што можете, ќе се заврши ова на крајот сте. Во еден момент од февруари вие ќе почувствувате дека и до еден момент кога треба да блокирате некои нешта или некои луѓе. И буквално ќе ги за некој од вас пак ова ќе биде блокирање на овие лоши мисли и чувства кои ве нападнале, овие стравови, оваа анксиозност што ви се случува. И нешто ќе се случи. Нешто ќе се случи и ќе одлучите дека е сега времето дојдено да го блокирате ова. И буквално ќе ги блокирате сите негативни луѓе, сите негативни мисли, се што е негативно, се што не ви оди во прилог и само дополнително ви отежнува работата, вие ќе го блокирате. И крај, тоа нема враќање назад. Оваа блокада е финална, крај нема. Не пропуштате ниту една негативна мисла, не пропуштате ниту еден негативен збор од другите луѓе. Ако имате некоја водолеја во животот, од неа очекувајте многу поддршка. Очекувајте многу поддршка. Буквално во секое време може да се подпрете на неа. И таа ќе биде тука, тој ќе биде тука. Тука е за да направи се што е потребно да се направи. Ако не е водолеја, тогаш е некој човек или ситуација која ќе ви го покаже патот, ќе ви го покажува патот каде треба да одите, ќе ви ги покажува знаците кои треба да ги следите. Затоа што вие многу посакувате, некој од вас многу посакувате некој или некаква ситуација да се случи, да ви биде покажано дека ова е тој пат, да, вие сте направиот, не е нешто погрешно, да не правите ништо погрешно. И токму тоа ќе се случи. Буквално ќе се случи. Звезда водилка, дали сега ќе биде човек или ќе биде ситуација, нешто ќе ви биде покажан патот. И ова ќе заврши толку добро за вас, што кога ќе се свртите и ќе погледнете што се случило, тогаш ќе сватите кои сте вие, колкава е вашата моќ и што вие сте способни да направите, да изградите во својот живот. Буквално, тешко е, процесов е тежок, макотрпен, меѓутоа кога ќе заврши ова, ќе заврши скоро, кога ќе погледнете наназад, ќе сватите колку вие сте биле моќни и способни, или пак тоа само ќе сватите што вие сте успеале да направите. Некој од вас може и не знаете што правите нешто, тешко оди, но не знаете што правите, не знаете што ќе постигнете со ова. Кога ќе заврши, тоаш ќе сватите што сте постигнале. Ова не е мала работа, ова не се случува секој ден. Вие ќе видите кои сте в сушност, вие што сега вие имате, сте се здобиле, сте стекнале, како и да е. Тоа е за некои овни, а некои други овни со што се занимаваат. Некои други овни во февруари, ова е порака само за оние кои се во некакво незнаење или во некоја ситуација на немоќ. Вие овде вака не сте во идеална ситуација. Буквално не сте. Или нешто не знаете, немате представа што се случува, или пак едноставно не сте во лоша состојба, не можете да најдете начин за нешто, не би имале ресурси доволно, не би имале доволно помош, не би имале доволно совет, насока, идеја, што и да е. Едноставно вие сте во таа ситуација, немате и не можете. За сите вас сакам да ви кажам дека има некој околу вас во вашиот живот кој не има воопшто добри намери и
токму во оваа ситуација во која сте, а не е добра, сака да направи нешто со што дополнително ќе ви ја загрози или положбата, или ситуацијата ќе ви ја вложи. Многу да внимавате на вакви луѓе, можеби е човек, маж, кој се представува поинаку, се представува дека е тука да ви помогне, тука да ви се најде. Меѓутоа, мислам дека некој во неговиот живот го принудува, сака да му сугерира како да ви направи вас штета. Можеби не е толку овој човек решен вас да ви наштети, колку што е оваа личност покрај него, сега дали е сопруга, дали е партнер, дали е мајка, ќерка, значи се може да биде заради неја е нештово. И мислам дека дали преку некој легален пат, судски пат или не знам, преку некаков легален е овој пат, не е ова нешто преку зборови, комуникација или нешто физички да се случува. Ова е некој легален пат, сакаат нешто овие да ви наштедат вас или сакаат да ви одземат вас. Значи, буквално се може да биде, дали треба да внимавате на домот каде живеете, дали на предметите што ги поседувате, дали се ова заеднички нешта, па некој сака да ви одземе права на нешта кои ги имате подеднакво исти права, меѓутоа некој сака да ви ги земе. Значи многу да внимавате на тие луѓе покрај вас, немојте да видите во таа состојба дека другите добро ви мислат, овој пат другите не ви мислат баш добро, многу да внимавате. Некои други овни во февруари вас ве гледам како чекате некој да се врати. Или пак, ако сте вие некаде, некој многу ве чека, многу ве очекува и буквално незиното секојдневие е во чекање. Ве чека да се вратите, ве чека да направите нешто, или кажав, вие ќе бидете тој што чекате нешто да се врати, некој да дојде, може би е некакво ветување за нешто, чекате да овој што ви го ветило вас, чекате да го оствари, да го реализира. И на средината, ако не на средината, може би и на 28 февруари, на последниот ден, ќе добиете некакви вести и ќе се случи токму она која вие го чекате, ќе се случи радост, многу голема радост. Вие ќе бидете издигнати, буквално некако издигнати се, дали во ранг, дали во позиција, дали емотивно, емоционално, духовно, значи се како и да сакате да биде тоа за вас, така ќе биде. И ќе го добиете она кое ви е ветено. Ова беше некое ветување на кое чекавте и сега во февруари ќе се случи. И тоа се прекрасни вести за сите вие што очекувате. И тоа би било тоа за февруари. Драги мои овни, се надевам уживавте. До следното. Чао, чао.